доаѓаме до една ситуација кога имаме наплив на клиенти. Се случува еден скок во нашиот бизнис и јас станувам преоптоварена со премногу работи. Пирсам, снимам, водам веќе и финанси, поголеми набавки, поголеми работи се случуваат, многу побарувачка и не знам што да правам. Каде сега да терам? Решавам да побарам помош, затоа што сваќам дека и на мене ми треба. Така доаѓам на програмата Mastermind. Нашиот женски мозок се знае дека е мултитаскинг. Искрено, јас мислам дека кај жената основањето на фамилија иако и создава многу повеќе обврски, ама пошто најверојатно ние сме нели она поповрзани со бебето, осеќаме многу голема обврска према тоа дете. Има луѓе што на пример мајкава ја пирсавме, синот нејзин имаше мигрена наследна, 7 години имаше, му објасни, дојде го испирсавме детево на 7 години. Тоа би ми било една од најстресните, да кажам, пирсање во животот, пошто ти на мало дете како да му објасниш дека треба внатре, едва тука можеме да ги душиме, а не па со игла и така натаму. Денес со мене е Надица, собственик на бизнис и една од успешните приказни кои што највеќе ме радуваат. Денеска нема да зборуваме за теорија, нема да филозофираме, денеска ќе зборуваме практично искуство на Надица, ќе дознаеме за тоа како се основа бизнис, како се расте бизнис, што треба да правиме, што не треба да направиме и како полека да изградиме успешна приказна, како да направиме системи, како да организираме и својот бизнис и својот живот, а не да се давиме во хаос. Па, Надица, добре дојде. Добро ве најдов. Драго ми Александар прво на поканата да бидам дел од твојот подкаст. Навистина ми значи и секако многу би сакала да споделам целото моје искуство од почетокот па до оваа точка што сме дојдени денес. Благодарам, Надица, и тебе. Па за оние кои што прв пат те гледаат, јас искрено не верувам дека има такви луѓе, но да, доколку ги има такви, некои што не ја знае Надица. Која е Надица, со што се бави? Ако некој не ме знае, јас сум Надица, можеби повеќето ќе ме препознаат како Блинг-Блинг. Позади мене се крие една приказна за една многу интересна професија, пред се, која што почна исто така уште поинтересно. Затоа ќе збориме понатака. Накратко, јас се занимавам со пирсинг, но не обичен, не само естетски, туку и терапевски. Нешто многу ново, тоест воопшто не е ново, пошто постои 5000 години, ама еве да кажеме во нашава земја една нова гранка, доста интересна, бидејќи се работи за здравјето на луѓето. Така да ние се бавиме со лечење, тоест некој тип на терапија на против мигрена, против стрес, со тоа што работиме со некои специфични точки каде што кога ќе се постави пирсинг, се добива многу благодети за живењето, да речем. Така да кој што не ме запознал од тој аспект немал проблем, значи со мигрена или со стрес, но ме запознал можеби затоа што би сакал естетски да изгледа подобро, поинтересно да кажам и си ставил некаква обетка. Накратко тоа за мене, па понатака ќе дадам повеќе детали. Одлично. Денес стојат позади тебе илјадници луѓе на кои што им имате помогнато, ти, односно вие и вашиот тим, кои што им директно им ги променивте нивните животи, денес живеат поспокојно, помирно, ги намалиле или анксиозноста, депресија и чуда се живо исчезнало, што значи и како вашиот бизнис е директно влијае на маса на луѓе, но пред да зборуваме за она што е денес и како вие им помагате на луѓето, од каде идејата за воопшто да се бавиш со бизнис, какви беа почетоците, зошто бизнис? Чисто да се вратиме на таймлайн најнапред. Така. Искрено, цел живот нешто работам. Значи, од мои 13 години беше прв пат кога започнав, кога почнав да работам во телевизија. Водев некои емисии, како што Ентер, некој од постариве генерации ќе се сети на таа емисија. Тука се стекнав со доста вештини од типот на презентацијски вештини, значи зборење пред камера, дикција на гласот и така натака, што не знам дека понатака во животот би ми се исплатело. Тоа беше само некоја си работа која што ми носеше некој си мал профит во средношколските денови. Понатака, мојот живот искрено дојде во една фаза кога не знаев што би сакала да правам.
Значи, тој период мислам дека многу од тинејџерите се соочуваат, кога доаѓа време да се одредиш што би сакал да бидеш во животот, кој факултет да го избереш. Па кај мене се појави тука многу голем проблем. Секогаш сум учела и сум била доста амбициозна. Сакав многу, моја животна желба беше да одам во Америка. Така да уште во тие години аплицирав за Америка, но сепак тогаш не постоја стипендии како што се денес. Да. Па едноставно мојата фамилија не беше спремна да ме пушти нели на едно такво студирање и во еден таков голем свет, да кажам. Па се одлучив да отидам на економски, како и многу луѓе, без никаков план за понатака што ќе се случува, со тоа што се преодредив да одберам бизнис. Бидејќи ми звучеше нешто интересно, нешто ново на пазарот, сакам да експериментирам, па викам, ајде, кога веќе бирам нешто, нека биде нешто ново, нешто што има технологија. Така да факултетот го завршив без проблем, уредно во рок, сега беше проблемот што понатака. Низ тие години се пронајдов дека го сакам маркетингот доста, па решив дека ќе пробам да се вработам во некоја фирма за маркетинг. Имав неколку обиди и работев во неколку од тие фирми, каде што стварно се стекнав исто така со некои вештини, продавачки вештини за продажба, маркетинг вештини општи, но сепак тоа не беше некако доволно цело време. Мислев дека можам повеќе. Искрено морам да кажам тука дека им бев и дестимулирана од многу од газдите, да кажеме, затоа што секогаш кога влегуваш има едни планови и како да кажам едни договори, така. А понатака не излегуваат тие, како што се бонуси и така натака. Па дестимулирана од тоа дека не можам да го достигнам она ниво што мислам дека го заслужувам, се решив да пробам со некоја алтернативна опција, тоест втора работа. Така почна цела приказна од 2016 година. Цел живот сум љубител на накид. Имам и некои стари слики, требаше да ги донесам, како мало девојче на свадба јадам торта и сум цела со некои мали привезоци златни, пошто мајка ми ќе ме прашала кој привезок го сакаш, јас сум викала сите привезоци што ги имаме. Така да тоа ме опишува како изгледам и ден денес и тоа што го работам, било значи тука некаде уште од малечка се криело. Така дојде време кога решив да патувам малку низ светот. Живее во Турција неколку месеци, живее во Белград неколку месеци, живее во Шпанија неколку месеци, од секаде од тие места, нели, своји искуства се вратив назад, ама ете било судено, нели, да се вратам пак у нашава држава. Во престојот мој во Турција сватив дека тоа е една држава каде што многу работи стигаат од таму. Се склопна околности се случија каде што дојдов до некои продавачи на големо на накид. И така се одлучив да едно мало куферче се вратам за Македонија и да отворам Facebook страна на која што би продавала накид. Тоа се првите почетоци 2016, иако се во меѓувреме напоредно работев и како маркетинг во Златна книга. Супер беше и таму се, но сепак како што викам не беше тоа доволно за мене. Секунда само си продолжиме. Колку мислиш дека патувањата и живењето надвор од домот, од семејството, од удобноста на она што сме навикнати, колку те обликувало во животот? Многу. Премногу. Посебно значи ако се оди низ Европа, затоа што таму мислам секоја држава си има нели нешто што да се научи, и Турција исто така, затоа што и тоа е една сосема различна култура, а мене ми се случи баш еден, како да кажам, контраст од Шпанија, Барселона, отворена држава, каде што станав и јас многу либерална за многу работи, да отидам наеднаш во Турција, која што е многу конзервативна, нешто слично на нашава земја. Така да, што знам, само едноставно се е тоа во животот лекција, како да кажам, и од се, ако сакаш да извлечеш, можеш да најдеш многу поуки. Да. Значи доаѓаш од Турција 2016-та, така прилика беше? Да, седам со сестра ми на базен и викам, систер, јас ќе отворам Facebook страна за накид. Добро. Важи, што ќе правиме? Па ништо, викам, накитов што го купив на големо, ќе го продаваме. Викам, никој уште не се рекламира. Јас со бизнисов знам да пуштам реклами на Facebook, тогаш беше, значи, научна фантастика некој да пушти, само големиве фирми пушта реклами и ads, некако
тоа што се случи во короната, од после сите знаеа да пуштаат. И викам, ајде ќе пробаме за некој плюс профит, нели, што ќе ни донесе. Па како да ја крстиме продавницава? Па не знам, ти си така целата кич секогаш светиш. Ај блинк блинк викај се. И така беше и името. Да. И као на почеток, ајде како блинк блинк, така ја крстивме, почнавме за продажба, наеднаш супер функционираше се тоа. И дојде момент кога се случи тој момент со фирмава каде што работев, кога викам, абе бонусот каде? Паралелно значи се одвијат работите. И вика, бонусот овој месец мал, а не е тој што е договорен, и тој беше моментот кога пресеков и реков, окей, јас си одам од тука. И продолжив само со странава. Сепак беше почеток, не беше доволен профит тоа, па нели од дома стимулирана дека ти треба здравство, ти треба нели сигурна плата, морав повторно да најдам работа. Да. Па ете тоа што нели англискиот го владев, се вработив во една странска фирма, кол центар. Тука кај нас што беше отворен, што нели познати се по добри плати давање, ама едноставно, како да кажам, раст никаков. Него супер зимаш плата, идеш трета смена, супер, уште малце повисока платичка, и таму се задржав се до короната. Да. Додека беше до короната, беше паралелно и Facebook страната? Да, си ги работев паралелно, секое слободно време што ми беше, си продавав накиче, сама си разнесував по Скопје, што беше другото, носевме со карго, и си функционираше, значи дневно си течеа по неколку пратки, како екстра профит. Одлично. Сега дојде короната, кога се сменија многу работи, за некој добра, за некој лоша, за некој бизниси. Во мојот случај беше за моје добро. И лошо за фирмава кај што работев, затоа што во тој момент ја прекина, нели соработката со Англија, се затвори фирмата и јас останав без работа. Ама како светла точка во тој момент беа новогодишни празници, се сеќавам, уште не беше онафатен локдаун и така, значи зборам за почеток на корона. Така. Еден мој другар ми се јави и ми вика, абе, продаваш нели накид нешто таму по Facebook? Да, викам, продавам. Има куќарки на плоштад, оние новогодишни, се изнајмуваат, вика, има слободна, да не случајно сакаш. Викам, пајде, зошто да не? Тогаш во тој момент имав 13.000 фоловерс, се сеќавам. Да, ама тоа е значи стварно голем број за тоа време. Ама знаеш, кога ги гледаш вака како бројка, не ти значат ништо. И пишав само на Facebook, дечки, од сега, освен порачки, можете да дојдете и на плоштад, да ги видите нашите производи, дали ви се допаѓаат. Имаше наплив на луѓе. Значи, мене не ми се веруваше дека толку луѓе, тогаш сватив дека ме следат доста голем број на луѓе. Така почнавме со првата куќарка, супер беше, супер ја сработивме новата година. Потоа си течеше работата околу тоа, заврши, не се осудив да отворам продавница, се уште, нели уште носена од тие мислења за сигурна плата и дека немој, корона е, ќе затвориш, вака ќе биде онака, ама едноставно после таа куќарка многу работи ми се сменија, многу очекувања, многу погледи. Уште една година после тоа отворив куќарка. Имав и почна да доаѓа локдаун, така беше после тогаш започна до 5 сати да работи и јас тогаш се решив да отворам продавница. Так. Сите ми вика, не си нормална, кај ќе отвараш, све пропаѓа, ти ќе отвараш продавница, ама јас таа куќерка таа година ми отвори, мислам, стварно друг свет. Што да правиме, нели, како да ги намалиме трошоците, да се почне со минимум, нормално, како и сите, и затоа ги мотивирам сите оние кои имаат идеја за бизнис и нешто што им лежи онака длабоко што го сакаат и што ќе се пронајдат, осеќаат онаа енергија и возбуда во стомакот, слободно да се осудат, затоа што јас го почнав мојот бизнис со 3.000 евра. Да. Спомена во една прилика 13.000 фоловери. Да. Па ме интересира како дојде до 13.000 фоловери. Едноставно, најмногу беше со редовно објавување на постови. Добро. Сликање, посветеност, пронаоѓање на луѓето што сакаат да гледаат. Исто имав и платени реклами, во тоа време беше доста ефтино да се рекламираш, па дел од овие фоловерс се и од тоа добиени, затоа што се сеќавам $1-2, тоа носеше доста
доста нарачки. Така да секогаш можеби тоа лежи и во мојата фамилија, пошто моите се снимале свадби порано, имавме фотостудио, па јас сум израсната со камери и со монтажа и со такви работи. Сестра ми е графички дизајнер исто, па нели оној делот со графика секогаш со нив се консултирав, ми помага околу монтажа на видеата, на производите и така натака. И треба многу да, како да кажам, да истражуваш. Секогаш сум гледала, не сум гледала на тие што се кај нас, туку сум гледала ни светот, што се случува, што се бара, кои производи ги рекламираат, како ги представуваат тие производи на нели својот идеален клиент. Така да, затоа што ние сепак уште сме, мислам дека сме многу назад со маркетингот во нашава држава и секогаш гледав од надвор да најдам инспирација. Браво. Доаѓаме до делот на отварање на дуќан. Да. Инвестираме 3000 евра. Да, едва е собрани 3000 евра, значи мајка, татко, сестра, јас, задужено се. 3000 евра. Роба имаш, тоа беше добро што јас веќе ја имав робата, па овие пари ме скрпија. 15 квадрати во градски трговски центар сред корона, кога даваа дури и за џабе дуќани. Само колку да им се плаќаат трошковите, беше некоја смешна кирија од не знам 100 евра што ја плаќав. И почнавме со 15 квадрати. Супер беше. Не имаше толку многу работа, ама јас морав да испитувам. Од 9 до 9 навечер бев отворена. Значи, буквално, тогаш бев и слободна, сама, можев да се посветам на бизнисот, така да тоа е една од главните работи што сакам да ги кажам за почеток на бизнис. Значи, мора да вложиш all in. All in, да. Да. Така да од 9 до 9 бев во продавница, снимав видеа постојано, го рекламирав накитот, како што го прават инфлуенсеркиве, значи го ставав на мене, како изгледа, комбинации 300 и така малку по малку почна се да функционира. Одлично. А колку луѓе бевте во тој момент? Сама од 9 до 9, да, после мислам дека една година земав едно девојче. Добро. Што бевме заедно, работевме. Така. За сега еве да сме 5. Така. И окей, беше накитот, беше продавница, да, супер. А како дојде пирсингот тогаш? Тоа исто беше многу интересна приказна. Како што поминуваат низ ГТЦ, бушите ли уши, пошто карчи нас беше Златарска улица, кај што се бушеа уши цело време. А вие накит доаѓа слично, да. Па да, и многу често влегува, бушите ли уши, и јас викам, маман бе, толку луѓе прашуваат за бушење уши, дај да научам да бушам уши. Дај да не е некоја филозофија. И отидов кај турциве мои со на големо и викам, бе, дај кажете ми кај да купам некоја пиштолче да бушам уши, и ми вика, не се секирај, сега ќе однесам, пошто турците кај нив тоа е, нели секој со секој си комуницира и си помагаат да си ги развијат бизнисите, така да одма ме испратија во едно пирсинг студио на големо, да кажам, каде што се продаваат такви еквипмент опрема. Кај што се продаваше таква опрема. И викам, дајте ми еден пиштол и обетки сакам да почнам да бушам уши, ако може да ми покажете како се бушат. Ушок беа. Како, вика, вие у Македонија бушите уши со пиштоли? Викам, да, па така се бушат уши. А вика, па ова е корона? Демек сега е најважно да бидете вие безбедни, да не се пренесуваат бактерии, луѓе во шетаат со маски, вие со еден пиштол на сите деца ќе им бушите уши, па тоа автоматски корона пренесуваш и не само корона, хепатит и остали работи. И јас викам, па добро, како ќе им ги бушиме на деца уши? Викам, ние сите така преме. Има, вика, специјални апаратчиња што се за една употреба, стерилни се, значи доаѓаат спакувани стерилно, само го отвараш, вика, и бушиш и го фрлаш. И да правиш две дупки на исти човек, со две апаратчиња го правиш. Така. Супер, ама колку? Волку. Да. И беше малку поразлична цената од ова, нели, со обичниот пиштол. И викам, сега како ќе биде на нашиот пазар, кога ќе им кажеш место 200 денари да бушиш уши, да биде 500. Така. И али окей, викам, ајде важи, ми беше и мене страф, ми вика и ти си таа што влегува во ризикот да го префатиш, да ја префатиш инфекцијата. И ги донесов, објавив исто така на Facebook, навала. Се случи, значи буквално секоја мајка, и јас еве сум мајка, сигурно би издвоила нешто малку плюс, ама да знам дека детето ми е заштитено и безбедно, не е битно дали е за бушење уши или за некоја друга работа. Така да станавме најпрепознатливи по бушење уши за деца. Оваа година за Благовец имавме 350 деца избушено. Се надам дека годинава ќе биде повеќе. Браво.
Добро, доаѓаме до делот на бушење уши. Од каде тогаш пирсањето? Како дојде, како идеја или како потреба? Сега веќе, нели, кога ги совладавме овие техники на бушење уши, прво јас почнав да си правам пирсови. Додуше јас сум била љубител на пирсови, што од малечка на 15 години мајка ми се дозвола ја терав да ми стави пирс на стомак, кога вика дека рак на стомак се фаќало. Па ја натерав да ме однесе во едно пирсинг студио, тоа време само едно во Македонија. И така добив желба и да пирсам. Пак се вратив кај овие мојве во Турска, викам, бе, јас сакам и тука да правам дупче. Добро, ми вика, ама таму со игла. Све што е, вика, рскавица, мораш со игла. Па викам, како тоа се? Ајде, вика, дојди, сакаш ли да те учиме? И имавме модели, сега тоа да не навлагам толку, некој мини курсче, да кажам, земав од нив. Викам, јас како со ова све, века, па вика, натака е све, нели сега, пракса. И ајде, како што се почува, другарките собери ги, сите да ви избушам поред. И да, малку да стекнам, нели, таква пракса. Супер беше и тоа. Почнам да читам нормално. Живи се, нели? Денеска добро се. Сите се живи, здрави, од тогаш уште многу плюсим направив. Да. И нормално после почнав, нели, и онлайн курсеви да зимам, па еве сега веќе одиме на конференции, асоциација на професионални пирсери светски, бевме во Холандија, сега во април ќе одиме во Сарагоса во Шпанија, така да веќе, нели, одиме на едно повисоко ниво. Така. А што всушност се постигнува со пирсањето? Ако добро те слушнав, рече дека имаш терапевски, значи некакови, нели, предпоставувам симптоми, болести или ако треба, или состојби, аве, да не биде болести, нели? Да. А од друга страна имаме и, односно, имате и естетско, да, супер. Што е разликата помеѓу едно и друго и како тоа? Тоа е супер прашање и многу интересна тема. Значи, ние кога почнавме, се знаеше само за естетско пирсање. Значи, вие почнувате само со естетско, не со лекување, да. Okay. Само со естетско. Сега дојде една моја другарка, најде така ќе кажам полесно да биде, и ми вика, јас имам мигрена, слушнав, гледав на телевизија, не знам, на телевизија или Инстаграм како беше, вика, видов дека тука ако ми ставиш пирс, ќе немам главоболки. И она беше цела пирсана веќе, од кај мене имаше повеќе естетски пирсови. И ја викам, Марија, ова е дейт, местото така се вика, викам, тоа е естетско. Го памтиш првиот клиент, рече Марија, да? Да, пријателка моја, клиентка, да. Така. И вика, јако да, ајде, вика, така имам толку меѓуши, стави ми ја обеткава, ако помогне, ако не ќе биде за мода, нели. И добро, окей, ние се договараме така. Јас ја пирсам и ние си имавме видено 2-3 месеци. И ми се јавува еден ден, ми каже, шо преш, имаш ли термини? Викам, немам, сега слободна сум, ети, носам 2 другарки за мигрена пирсинг. И јас викам, Марија, каква мигрена пирсинг, молим те, не сакам си градам еден имидж, каде што нели сите се задоволни, не сакам да искочи дека ги лажам луѓева. Абе, какво лажење, кај 2 месеци не ме заболела глава од кога ми го стави пирсот, ајде ќе ги донесам да се испирсат. И дојдоа луѓево, јас нормално се оградив одма од самиот старт, викам, слушајте, ова вака и вака, ова е естетско, јас немам никаква нити обука, нити пак сум слушнала дека може да имам читано дека кај некои луѓе нели има ефект, но имам читано дека кај многу нема. Така. И нема врска, ги испирсав видеојкиве, супер и они задоволни. После некое време, па они ми донесоа и искрено делов кога што го почнавме со терапевскиот пирсинг, искрено беше по препорака, повеќе не од маркетинг аспект на мојата страна, затоа што јас не бев сигурна у тоа што го работев. Искрено јас тоа не го промовирав до еден одреден период кога не добив многу задоволни клиенти. Затоа што цело време бев со некој скептицизам. Јасно. Дека функционира. После овој период, од кога веќе ги постигнавме тие клиенти задоволни, слушнав дека се појавиле и некои на Балканов, некои фирми што, како да кажам, пирсери, што почнале да го прават овој мигрена пирсинг. И викам, зашто не почнам јас да го промовирам, зашто јас веќе го работев тоа. Јасно. Имаш и потврда, задоволни луѓе, така? Но сепак уште јас сакам до крај да го знам нештото кој ќе го почнам. Не сакам да биде делумно сработено. Земав еден краток онлайн курс за акупресура. Почнав да читам многу. Значи, како функционира, што е тоа, што има на увото, што ти може да ти ги стопира главоболките, како функционира. И така дојдов до видов дека тука постои една многу
голема алтернативна медицина позади се тоа, дека нашите уши се полни со нервни завршетоци, кои што водат до тој главниот нерв, вагус, што се вика, кој што е еден тип на автопат помеѓу сите органи во телото и мозокот. Значи ги пренесува сите информации од телото во мозокот. И на тој начин, кога тој работи како што треба, кога е стимулиран и е во постојана функција, телото си функционира у баланс. Да. А многу е нежен и топло-ладно, стрес, го стегаме телото, тој се кочи, искривување мало на рбетот, го допира и знае да се укочи. И кога ќе се укочи, едноставно тој автопат веќе не работи и не ги пренесува информациите во мозокот и тука се случува таа тензична главоболка. Што се случува од дувото што е најинтересно? Тие се акупунктурни точки, како што кажав на почетокот, пред 5000 години кинезите ги смислиле. Самата пресура, самата шипка што стои на таа одредено точна точка, но мора точната точка да се стави. Значи не е така некаде на ушето, точно си постои на кое место. Да, мора точно да се стави на кое место. Зашто? Да. Го стимулира, му пушта мала блага вибрација на вагус нервот и на тој начин го откочува, за тој да може повторно да работи. И поентата е во масажата. Значи исто како на акупунктура кога се оди, кога те боцкаат, ги боцкаат нервите за да ги ослободат и да функционираат. Тука истото се случува со помош на пирсингот. Така да кога дојдов до тоа сознание, бидејќи за ова нема наука, сватив дека ми се отворија нели она видиците и сватив дека поверував дека стварно функционира. А какви се најчести жалбите на луѓето? Со кој речник доаѓаат? Кои се тие симптоми и проблеми кои што најчесто го имаат? Те слушнав мигрена, да? Мигрена ми е јасно, нели? Им смета звук, светлина, се изолираат луѓето толку време. Да. Современата медицина го лечи или не го лечи, јас не знам, но како изгледа еден живот на човек кој што има мигрена, кој што има со симптоми или со еден таков живот изгледа многу страшно. Јас до пред да го работам ова не сум ни била свесна колку луѓе патат од мигрена. Значи некои 40% од популацијата има проблем со главоболки. Во превод секој втор. Баш така. Да, јас не сум знаела дека тоа е толку. Сега нели интензитетот е различен кај секого, ама имаме случаи кај луѓе со секојдневни главоболки, имаме случаи со еднаш месечно, еднаш на 6 месеци, ама сепак тие болки се страшни. Значи не можат да станат од кревет, завршуваат на инфузии, на инекции, па имаме случаи каде што веќе не се ни нафаќаат медицинските лица да ги боцкаат со инекции заради проблем со колкови, настанува, згручување и така натака и така натака. Сакам да кажам дека многу страшни случаи сме виделе што фала Богу, ете на некој начин сме успеале да ги ублажиме тие симптоми. А колку време од прилика ме интересира затоа што правам паралела колку луѓето се подготвени и што се не трпиме, затоа што тоа ми е многу интересна област која што мене ме интересира, зошто луѓето се инертни, зошто не прават промени, зошто се плашат од предизвици, зошто иако знае дека решението е јасно и пред очи, сепак не прават промена. Од психолошки аспект, колку време од прилика луѓето кога ти доаѓаат, кога ќе ги прашаш, предпоставувам имаш информации, нели? Колку време ја трпат таа болка додека не се решат да дојдат кај вас од прилика? Многу е нешто, ова уште табу тема, иако пробуваме малку да го објасниме се тоа. Пред 3 години кога почнавме да го работиме ова, многу беше тешко да ги убедиме. Посебно машката популација. Значи не сакаат да носат. Многу и од женска популација има многу што не сакаат и ми изгледа тоа страшно дека е во внатрешноста на школката таа меѓуша поставена или од на работа не им дозволуваат, работат во некои фабрики и така натака не им дозволуваат да носат такви метали и така натака. Значи од многу аспекти ова зависеше, не е само главоболката, сакам да кажам причина. Тука и многу други животниот стил многу влијаеше. Така да, но сега веќе, после овие 3 години и направени преку 5000 мигрени што ги водиме, колку биле што не се воделе на почетокот кога сме биле се уште скептици, мислам дека веќе скоро секој има некоја роднина што е пирсана или комшија или било што и некако не ги трпат веќе тие главоболки, сакам да кажам, него си викаат ајде ќе ставам пирс, па ако не ќе го извадам. Значи имаме и многу со таква помисла што доаѓаат, ама тоа е искрено да ви кажам еден во 200-300 луѓе што го вади пирсот. Да. А колку време, например, еве, кога им се јавуваат обично првите главоболки, кога им се јавуваат првите симптоми? Да кажам, еве, на лице кое што има анксиозност или колку време, да кажам, не знам, дали тоа се должи на некоја траума, дали се должи на некој, не знам, здравствен
здравствен проблем, да кажам. тоа е, Отприлика значи- колку време ја чуваат болката и тражат алтернативни или било значи- какви начини за да сега веќе знаат нормално дека нели имајте и задоволни клиенти и ги препорачуваат. Сега им е полесно, но колку долго, да кажеме, Значи, ја од трпеле прилика во прашањето минатото? е која возрастна граница ни е нај... Па да, еве и тоа, Значи има луѓе што цел живот патат од мигрена. Значи кај нас доаѓаат луѓе и 70 години, значи имале од 7 години, пошто мигрената може и да е наследна. Цел живот. Цел живот, да. Има луѓе што еве на пример мајкава ја пирсавме, синот нејзин имаше мигрена наследна, 7 години имаше, му објасни, дојде го испирсавме детево на 7 години. Да. Тоа ми било една од најстресните, да кажам, пирсање во животот, пошто ти на мало дете како да му објасниш дека треба внапрем, едва е тука можеме да ги бушиме, а не па со игла и така натака, така натака. Така да, искрено има луѓе што трпат цел живот, болка, има луѓе што им се појавила, како што спомна, да многу често е после некоја траума, после собраќајка, сме имале доста случаи, зашто телото е тогаш го претрпува тој голем стрес, голем страв што го доживува и тогаш вагус нерва знае да се закочи, да направи мигрена, да создаде, да речеме, една состојба како што е мигрената, ама знае да се појават и други состојби, како што е се почесто анксиозноста. Многу често имаме и клиенти што се со анксиозност, а тоа е едно исто, само дисфункција на вагус нервот. Јасно. Добро, како изгледа еден процес, да кажеме, од доаѓањето на човекот кој што сака да се реши од тој проблем, односно да не го боли глава или кои да се симптомите, го пирсате и отприлика за колку време ги чувствува бенефитите? Сега и тоа сакам да кажам дека беше еден наш голем експеримент, затоа што како што кажав, за ова има само еден научен труд у светот направено, кој што пак е делумно поддржан, да речам. Правено е испитување, не знам колку беа точно, во Америка, од некој си доктор, на луѓе што ставиле мигрена пирс и не ставиле, како некој покажале подобрување, некој не. И така е научниот труд направен, како некаков баланс, дека има луѓе што им помага и што не им помага. Што се покажа од моето искуство и тоа јас све што успеав да соберам како... Па 5000 луѓе не е малку репрезентативен пример. Да, на почетокот одевме со таа помисла, тука е точката за релаксација и скипирсавме сите таму. Аме се случуваше да има и незадоволни клиенти. Така. Моравме да работиме на тоа што се случува. Па јас место да ги игнорирам тие незадоволни, почнав да ги викам да се вратат назад и да им дадеме, например, бесплатен пирс или некој друг за да пробаме на некоја друга локација. Тука мислам дека го достигнавме врвот, затоа што сега, како што кажав, преска на 300 луѓе може еден да ни е незадоволен. Јасно. Дојдов до едно сознание дека треба да правиме контрола. Па ја направивме таа како ако пресура. Значи се проверуваат двете ушни школки на луѓето, пошто се случи луѓе цел живот ги болела лева страна, лево сме ги пирсале. И телото и нервите се сите изврзани. И се случило да нема ефект. Па така дојдовме, значи сакам да кажам дека процесот изгледа вака, закажувате термин, доаѓате на контрола, за таа контрола е најдобро да немате внесено аналгетици, седативи, било што влијае врз нервниот систем. Сега нормално ако е под некоја редовна терапија, така. Ние ќе си продолжи да си ја пие. Само чисто со тоа нас ни се олеснува, се појавуваат некакви симптоми на таа контрола, што е многу убаво и за самиот клиент, пошто веќе гледа дека има тука нешто во тоа што ќе го ставиме. Така да, по одредување на точната локација, се пирса, процесот трае, се контролава и пирсањето од прилика 15-20 минути до пола сат максимум, доколку ние нели потешко да одредиме точката. Со тоа што понатака процедурата следи на контрола доаѓа после 1 месец, да видиме како е заздравено местото, пошто и тоа има многу улога во целиот процес за да ја почувствува подобрувањето од самиот пирс. А резултатите се чувствуваат веднаш по пирсањето. Веднаш? Да. Излегува и веќе чувствува разлика. Луѓе што дошле со страшна мигрена, ги носеле што се вика на раце и станале како неверојатно како ништо да не било. Иако се е индивидуално, пак ќе кажам, ама имало и такви случаи со самиот, значи оној бодеш од на местото, се изгубила главоболката. Јасно. И како расте бизнисот?
Што се случува понатаму? Доаѓаме до накид, доаѓаме до пирсање, доаѓаме до два типа на пирсање. Да. Доаѓаме до една ситуација кога имаме наплив на клиенти. Не можеме се тоа нели да го сносиме, јас и уште една моја вработена. Така да се случува, да речам, еден скок во нашиот бизнис и јас станувам преоптоварена со премногу работи. Пирсам, снимам, тоест веќе не снимам, пошто немам време, водам веќе финанси, поголеми набавки, поголеми работи се случуваат, многу побарувачка и не знам што да правам, каде сега да терам. И така со еден мој роднина, случајно дознавам за дека постојат луѓе што помагаат на вакви луѓе како мене. Да, што веќе се дојдени консултанти, да. И решавам дека, бидејќи не потекнувам од фамилија каде што сме имале бизниси, нели, или некој да сум можела да се консултирам со некого како нели се тоа да го водам, решавам да побарам помош, затоа што сваќам дека и на мене ми треба. Така доаѓам на програмата Mastermind, каде што барам помош. Супер е, ја имам клиенти, ама што да правиме сега со организацијава на фирмава. Сладки маки, нели? Да. А како изгледаше еден ден на Наде пред, да кажеме, соработката? Нели велиш, наплив на клиенти се појавуваат, нели? Хаотичен. Финанси. Многу хаотичен. Искрено, тогаш јас, како да кажам, финансиски бев најстабилна, а најнесреќна. Ми се случи момент кога премногу работи ми се случија наеднаш. Значи, раст во бизнисот, станав фамилија основав, имав бебе, значи кога требаше и таму да се посветам и работата ми трпеше поради тоа. Немав никаква организација, пошто до сега бев сама и се сама. Денес ако се работеше, ако не. Многу голем хаос, искрено, страшно. Да. А колку мислиш дека сме привилегирани ние мажите, кога не се грижиме и сме изолирани, нели, барем на некој начин од грижата, нели? Кога имаме, нели, ново семејство, кога не мораме ние да бидеме нон-стоп до децата, нели, да кажам, а водиме бизнис и имаме изговор, остаеме на работа сум, нели, као правиме нешто чудно. И она што ме интересира, апсолутно го ценам, кога млада господја ќе се реши да води бизнис, како тебе, цело време правиш неизвестност, нови промени, се грижиш, амбициозно, анализираш на стари клиенти, зошто ова функционира, зошто ова не функционира, што те направило личност, предпоставувам да бидеш почитувана и успешна како денес, нели? А од друга страна имаме мажи кои што све му е спремно, ручек го чека, детето го има кој да го чува, нели? А се жалат, не можеме да работиме, не можеме ова, немаме време. Мислиш дека и сепак има разлика? Знаеш како, нашиот женски мозок се знае дека е мултитаскинг. Така да, искрено, јас мислам дека кај жената основањето на фамилија иако и создава многу повеќе обврски, ама пошто најверојатно ние сме нели она поповрзани со бебето, осеќаме многу голема обврска према тоа дете и почнуваме другачие да размислуваме. Мислам дека истото и со мене се случи, значи што ќе биде со детето, каква ќе биде иднината за моето дете, каде одиме, кај се движиме. Така да мажите за мене нели нормално, они прават една работа и окей, едноставно тоа е така во природата. Да. Кажано, затоа е жената може таа што раѓа дете. Да, кога така требало машко. Затоа што не може да е мултитаскинг, само ова е докажано нели по многу Колку работи. Мислиш дека те осудуваше околината? Ова многу ме интересира. Во смисла на мајка, наместо да седи дома да трча по бизнис. Имав вака јас амбициозна, се нешто не чини, баш сега се сетив на еден таков коментар. Јас моето бебе имаше 40 дена, ни 40, може кога отидов во продавница со него и го оставив на еден кауч да спие, јас морав да завршам некоја работа и го снимив за стори. Како си спие, не ни помислив со некоја лоша намера. Не си нормална, ама шкај си го донела детето у грипови, во
Не знам, искрено коментари такви имало секогаш, ки има и секогаш, тие не допирале до мене, можеби ради ова мое појавување на телевизија уште од 13 години, па некако не ме допирале, баш само ќе се насмеам и ќе си продолжам понатака, пошто си викам имала време да ми пише вакво нешто. Колку слободно време има, јас немам време да разгледувам кој што и да судам кој што како прави. Така да А колку сметаш дека, да кажеме, овде не би делена машка и женска популација апсолутно, но што мислиш колку на луѓето на почеток токму им сметаат вакви коментари? Многу. Значи за многу карактери едноставно судењето од други луѓе тешко го прифаќаат. Не викам дека јас не сум прифаќала, некогаш имало нешто што на пример носам фиксна, баш од таа причина, затоа што ми беа долните заби криви, јас кога се снимав имав коментари, исправи си ги забите, пред да ставаш уста, пред да збориш, иди си на забар, на такви работи. Јас не сум го гледала тоа како комплекс до тогаш. Значи цел живот ми биле така и не ми биле. Ама едноставно тоа се повтараше многу и ме доведе мене во ситуација да јас на 30 години ставам фиксна. Денес сум срекна за тоа нормално, но сакам да кажам дека нели не сме безчувствителни, секогаш има, ама на некого такви коментари па и многу им штетат и ги уназадуваат во кариерите. А искрено денеска во денешно време мислам дека е најважно нешто снимањето и човекот да го изрекламира, тоест собственикот или менаџерот, небитно да го изрекламира својот бизнис бидејќи најдобро го разбира производот што го рекламира. Така. Значи доаѓаш тогаш на програмот, почнуваме да соработуваме. Имаш една вработена, имаш премногу работа, млада мајка, нели? Кои беа твоите, да кажем, најголеми очекувања од соработката? Или во превод со други зборови кажано, што највеќе ти очекуваше, што ти беше најважно, најпотребно во тој момент? Само да го средам хаосот. Некој да ми каже, окей, до тука стигнавме на тој пат, окей, како сега јас да се организирам, за да можам да функционирам, зашто јас стварно веќе дојдов во период навечер се будев со детето, нели, за млеко и така натака. Едноставно барав помош од некој да ми каже, да ми даде насока на каде додам. Буквално тоа ми беше само мислата. Колку сметаш дека ти беше важно поддршката, помошта која што ја кажа, во смисла на резултатите кои што ги имаш денес после една година? Огромна. Многу ми беше важна. Прво зашто добивав совети што стварно немаат цена. Буквално ако не си ги слушнал претходно и не си бил во таква бизнис средина, ни на крај памет не би ти дошле. Многу беше значајно за мене. Значи секоја сесија, секоја семинар слушав внимателно, учев, се ми беше ново, ми беше многу интересно. Пробував да имплементирам што повеќе работи за да можам да некако да се ослободам барем од поголемиот дел од хаосов и да воведам некаква дисциплина и ред. А што ти беше најтешко нешто со кое што се соочуваше? Ти дојде со еден вработен, така? Денес имаш 5. Тим од 5 луѓе. Ако се сеќаваш периодов кога го снимаме февруар минатата година започнавме со соработка, тоа значи дека е само една година. За оваа година значи го зголеми бројот на тим, го дуплираше и прометот и добивката. Со што мораше ти да се соочиш за да можеш да ги постигнеш овие резултати? Морав да сватам дека треба го проширам тимот. Тоа беше прва работа што мене не ми доаѓаше на памет, дека јас ако ги ослободам и ги делегирам моите обврски на други луѓе, дека јас ќе имам време за останатите работи. Тоа не сум го размислила никогаш, можеби од преоптеретеност, можеби едноставно пошто не сум знаела. Страв, нели она воспитување дека јас треба да зимам од некого плата, сега доаѓа на некој еден човек што јас му давам плата, што ако утре нема. Така да прво нешто што го сватив од обуката беше дека ми се потребни плюс луѓе за работа, за да можам јас да ги делегирам обврските и да почнеме нели да работиме со полн капацитет. И ако можеш да извлечеш само едно нешто што би ти било најважно, што сметаш дека се должи за успехот кој што го имаш постигнат до сега, подоцна ќе зборувам и за твоите амбиции апсолутно, но што сметаш дека е едно клучна работа која што ти помогнала?
Организацијата. Аха. Јас немав никаква организација. Денеска имав идеја да правам едно, го правиме тоа. Многу работам импулсивно, многу работам како ме води интуиција, ама сега сваќам дека тоа и не треба баш да е секогаш така. Значи, фалеше многу организација во мојот бизнис. Како што кажав, сега секој си има нели определена задача што ја врши. Да. Со тоа се ослободив јас од некои обврски, па си давав други нели обврски за раст на целиот бизнис, ама многу ми најважно нешто што го научив беше организација, да го организирам мојот ден како треба да тече. Затоа што ако трчаш ваму малку, ако трчаш со фамилија, ако правиш ова, сега си правам некаков ред, се уште не сум го постигнала максимумот во организација, али за тоа што јас го имав тој хаос во живот, јас општо и така функционирав секогаш. И на факултет учев, кампањски ќе научев, ама секогаш било без онаа организација. Сега пробувам тие работи да ги сменам и приметувам дека имам многу поголем успех. Дали добро сум те разбрал? Велиш дека она што е важно и што сум дошла до ова ниво е следење и слушање на моја интуиција, радозналост, желба за развивање, желба за раст, желба за испорачување на резултати на луѓето, квалитет во работа, решавање на интуитивно, нели? Се ова другар сакаш да отвориш дуќан, да бе сакам, па ајде да видиме како изгледа, па нели лесно прифаќаш да кажеме нови работи и ти следи интуиција. И доаѓаш до едно ниво кај што више окей, интуицијава, ама треба некои други работи да се променат. Колку е тешко да се направи свич од јас водам успешен бизнис, интуицијата ме донесе довде, а сега не треба да ја занемарам, ама сега се очекува нешто друго од мене. Па кај мене свичот и не беше многу тежок, пошто пак интуицијата ми кажа дека ќе биде добро ова се. Да. Така да, малку се нашалиме. Тешко е стварно, значи свичот да се направи, да, ама како да кажам, кога сакаш да најдеш решение на некој проблем, ќе го најдеш. Значи, ако видиш некој потенцијал во некој или нешто да може да ти помогне, зошто да не, пробај. Значи, секој што сака нешто да постигне и да подобри во животот, треба да проба некои други начини, да види дали му одговара или не. Јас сватив дека веќе вака не може и едноставно решив дека мора да се проба друг начин. И мислам, погледнав светот околу мене дека сите функционираат со организација и сватив дека најверојатно е во мене. Значи, секогаш треба проблемот пред се од себе да го пронајдеш и да си речеш чекај што се случува тука и дали јас не сум во ред или другите од околината. Така да јас погледнав и викам нешто не се случува, јас работам и се е супер, нели, ама не е тоа што го сакам. Значи сакам да биде нешто големо, сакам да биде ова да се расчуе во светот, зашто ова што го правиме ние е нешто да помагаш на луѓе е нешто бесценето. Значи визијата ми беше доста поголема и сватив дека морам нешто да правам, да се организирам. За да го решам. Во групата важиш за една од најдисциплинираните, амбициозните луѓе кои што следат процеси, кои што не му ја тупат, по тетовски кажано, нели? Премногу, туку имаат доверба и во процесот и во себе. Што сметаш дека е клучно за човек како тебе, утре што ќе се реши да почне бизнис, да го систематизира, да вработува луѓе, да го организира тој бизнис, да нема хаос, да биде среден. Што мислиш дека по тебе е најважно за карактеристики на човек да ги поседува за да го постигне ова што ти си го постигнала? Самодоверба. Искрено. Мислам дека е многу важно. Самодовербата мислам дека е најважна за се, за отварање на бизнис пред се, за водење на бизнис, за водење на вработени, за представување на производот. Би го издвоила како едно самодовербата, дефинитивно. Кога би издвоила само една работа, најважна би било самодовербата. Да веруваш и да знаеш во она што го работиш дека е корисно и за себе и за други. Денес имаш огромна визија и сваќаме дека ова до сега ниво е супер, задоволително, е одлично, супер се функционира како такво. Боже мој, секој бизнис има простор за развој и подобрување, како се во животот. Но ти имаш уште по една огромна визија. Кога свати дека овој капацитет каде што си е всушност само една точка од она што имаш намера
Сподели колку што мислиш ти дека е доволно. Тоа се го сватив благодарејќи на една од сесиите што ги имавме на Mastermind. Да се работи на човечкиот капацитет, што мислам дека многу малку луѓе го прават тоа. Дали затоа што нели ни животот сме стопирани од некакви мисли, од некакви предрасуди, од некои, не знам, надворешни влијанија, да кажеме. Мислам дека не работиме доволно на самиот развој, на самите себе. Така да јас тука почнав доста да размислувам колку можам јас и кој е мојот лимит што можам да го направам. Буквално тие сите предрасуди што беа ги тргнав и мислам дека тоа ако го направи човек може да му се отворат многу широки видици и погледи. Битно е, пак ќе кажам, желбата и тоа што го сакаш, за да можеш да се заместиш на едно глобално ниво, да речеме. Да веруваш во тоа што го правиш, да имаш самодоверба и да знаеш дека, затоа што на крајот на денот мислам дека секој човек на планетава Земја е дојден заради нешто. И јас секогаш сум се прашувала пред тоа да го правам, зашто сум јас родена, што треба да бидам во животот, секогаш сум си го поставувала тоа прашање, чекај, зашто сум дојдена на планетава, зашто сум родена, зашто секој има улога. И сега ја најдов мојата улога, само мојата визија е дека треба сите да дознаат за тоа и затоа што е нешто што го правиме за да помогнеме на доста луѓе, така да мојата визија е без лимит. Прифаќаш една игра? Може. Супер. Играта се вика временска капсула, каде што симулацијата е следна. Замисли дека поминале 10 години, го имаш новиот идентитет, го имаш новиот бизнис, знаеш што се си постигнала, како тоа изгледа. Океј? Погледни се таму у тој нов идентитет. Супер. Сега пренеси ја таа 10 годишна визија, само зборувај во сегашно време. Ова е доста емотивно прашање и многу интересно и доста тешко за одговарање, ама ајде ќе пробаме да изиграм играва. Ги поставивме темелите, првите темели во Америка. Сега веќе и таму е презентиран мигрена пирсингот. Многу беа скептици, тешко беше да се влезе на тој пазар со оглед на медицината, да се прифати ова како алтернативна опција. Веќе имаме таму тим кој што работи на неколку локации. Моментално ги следи да се работи по наши стандарди, значи да се работи на квалитетот. Во Европа, во Холандија, Германија, во Шпанија, веќе, како што знаете, темелите се поставени уште пред 2 години. Супер функционираме, многу имаме задоволни клиенти, веќе излечени или со ублажени болки од мигрена и анксиозност. Така да успеавме да го најдеме решението за овие две состојби и се надевам дека во наредните 5 години ќе успееме да се прошириме низ целата земјина планета. Вау. Ми треба време малку да се средам јас. Се надевам дека овој дел ќе го гледаш после 10 години. А сега би те прашал само едно прашање. Знам што ќе ми одговориш, односно предпоставувам, но ми е особено важно за оние луѓе кои што имаат и делат твои вредности, се амбициозни како тебе, пред се темелити, за да ги потикнеме да размислуваат, односно не да размислуваат, туку да направат само еден чекор плюс. Нешто слично на она што го правиш постојано. Што мислиш? Дали е штета некој да биде заглавен во оператива? Дали да трча да се бави со работи кои што едноставно не само што не сака, туку мрази да ги прави, затоа што не му е негова единствена способност? Она што е твоја единствена способност е влијание на маса луѓе
искреност, отвореност, спремност за промена, спремност за помош на луѓе, и тоа си го направила на 50 и 60 илјади фоловери, на повеќе од 5000 луѓе кои што им го промени животот, да можат да функционираат како нормални луѓе. И имаш дарба и талент тоа да го правиш, и нема друг човек како тебе. И колку би било штета друг предприемач, наместо да се бави со она што му го дал Господ, и да го развива тоа, а не да се бави со работи кои што едноставно може би се само нечива друга уникатна зона, талент, единствени способности. Да. Мојата порака е иста со и твојава, како што ја кажа. Значи, мора да ги поделиме врските, бидејќи еден човек не може се сам да сработи. Затоа и постојат улоги, затоа и постојат сектори, различни бизниси, затоа секој си има зашто и што треба да работи. Некој го бива повеќе за финансии, некој за маркетинг, некој оперативни работи да извршува. Така да би им препорачала на сите бизнисмени, знам дека мислат дека они најдобро ќе го сработат тоа нешто, затоа што сите така се чувствуваме, бидејќи ние сме темелот и ние сме она што сме го поставиле, но со добра организација и добри насоки на другите луѓе што треба тоа да го работат, мислам дека може да се доведат да го достигнат нивото наше, еве да речам, за да ги извршуваат тие оперативни задачи. Затоа што ние кога ќе се ослободиме од тој оперативен дел, иако многу си го сакаме, јас обожавам да пирсам и ми е, како да кажам, ме исполнува секој еден клиент што ќе го добијам со задоволен. Да. Сепак со тоа не можеме да растеме. Ќе го добијам тој задоволен клиент, ама ќе ги изгубам овие сите глобални клиенти. Доколку би продолжила во оператива, така да сите што имаат поголеми визии, им препорачам на сите да го префрлат тој дел, затоа што ќе им се отворат, ќе имаат време и простор да прават други работи. Наде, ти благодарам за денешното гостување. Зборувавме доста за твоите искуства. Она што ми се допаѓа од ваков тип на емисии е токму каде што зборуваш од лично искуство, а не негде пишува некој рекол, некој направил, туку зборуваш искрено, отворено за твојот живот и за твоите постигнувања. Благодарам што ја сподели несебично своето визија, твоето искуство минато и она што сакам да им порачам на луѓето кои што ја гледаат оваа епизода да се пријават на newsletter како би биле информирани за повремените тренинзи кои што ги правиме на Zoom или во живо тренинзи, како би биле информирани навремено. Наде, со тебе само ти посакувам потврда на ова што го зборувавме за 10 години и баш ми сакал за 10 години, значи си запишам за да те подсетам да ја погледнеш оваа епизода за да видиме дали ова всушност само една точка уште поголемо или е остварено или не е остварено, баш ме интересира да снимиме една епизода по 10 години да видиме што ќе се случи. Обавезно снимам. Ти благодарам за гостувањето уште еднаш и се гледаме следна прилика. Ти благодарам и на тебе, Александра, за поканата. Исто и јас сакам само една порака до сите што не гледаат да кажам. На кој ниво да се наоѓаат во бизнисот, време е да посетат некаков тип на коучинг сесија, доста ново нешто исто што се случува во Македонија, ама дефинитивно ќе видат многу бенефит од сите тие тренинзи. Благодарам, Наде, уште еднаш. Се гледаме. Поздрав.